Летото носи, како што напоменав и во претходното излагање, своји одредени ризици кон кои што ние треба да се спремиме. Еден од тие ризици се и најголем, односно најопасен по здравјето се некои стомачни инфекции и проблеми, диареја и така натака, кои што треба да ги превентивно менаџираме со пофреквентна употреба на пробиотици во летниот период, зголемена хидратација. Ако веќе дојде и се случи до проблем поврзан со стомакот, значи една корекција во исхраната, лесна исхрана, мирување додека да се среди проблемот, ако е труење, активен јаглен и други препарати на таа база. Вториот проблем ни е се високите температури и сонцето. Колку што е добро, толку е и лошо. Да. Мора да се штитиме од него, да не излегуваме. УВ зрачење кое што е високо, имаме информации за индекси, сите се над 9-10, ќе бидат и повеќе, може би 11, кој ќе дојде посилно лето. Значи ние треба од 11-12 до 5 да избегнуваме отворен престој на сонце, да носиме капа, да носиме заштитни наочери, значи се тоа во земји каде што е тој проблем со канцер на кожа поизразен, тие цело време носат долги ракави, лесни, независно што е лето или зима, се разбира, бела боја која што бива и така, или летни бои. Значи тоа е втората работа и задолжително една добра хидратација, да не се избегнува тоа, да не ги игнорираме инсектите кои што, како што се менува климата, стануваат, зборувам пред се за комарците и за крлежите, меѓутоа има и други кои што ги има во природа, а се значајно се зголемува нивниот број во овој период. Значи како што се менува климата, доаѓаат и инвазивни соеви кои што можат и поопасни болести да пренесат, и веќе се случуваат преноси и на нилска треска, и на зика и на други, значи денга и слично. Мора да се внимава од се. Мора да се внимава повеќе, мора да се користат репеленти, почесто да ги покриваме кога сме во природа, овие делови од телото, особено навечер. Тигрестиве комарци кои што ни се веќе одомаќинати, не признаваат ден или ноќ. Тие работат цел ден, како беше, немаат преки, ни живеат подолго. Односно екзистираат и до октомври, ноември, например, ако е времето топло, а веќе е топло. Така да не смееме да игнорираме, значи треба да сме спремни за најмалку тие три проблеми.